Средношколскиот пленум вчера го одржа во својата низа последен генерален пленум за оваа учебна година. На истиот му претходеа следните причини. Како што сите знаеме, Министерството за образование и наука со целиот свој игнорантен однос во последните 6 недели дозволија да колапсира средниот образовен систем. Дозволија 6 недели училишните клупи да бидат празни, а училиштата да се напуштат, да се не претворат во напуштени здани. Исто така, настојуваме дека тие како министерство, не како министерство, туку како луѓе и родители, не дозволија решавање на овој научен проблем, туку дозволија пред нивните порти да се подигне камп, да спијат малолетни деца, изложени на не само небезбедното време, туку и небезбедната ситуација која во Македонија секој ден се повеќе и повеќе оди на полош. Соочени со ова, ние како средношколски пленум, наидувајќи дека повеќе немаме простор за било каква комуникација и било каква соработка со Министерството за образование, донесовме следните одлуки. Целата гарнитура на Министерството за образование, на чело со министерот Абдулаки Адеми, ја прогласуваме за нелегитимна. Исто така, настојуваме дека покрај сета наша пожртвуваност и желба да најдеме крајно решение на овој научен проблем, не сме наидени на компромис со другата страна. Не можеме повеќе да бидеме дел од масата со луѓе кои во целост ја изгубија јавната поддршка и јавниот кредибилитет. А доказ за тоа се преку 15.000 потписи кои ние како средношколски пленум ги собравме за нецели 2 недели тука во кампот на Новиран. Им порачувам, значи, имате време да се свестите, не е проблем. Значи, имате цел месец, 3 месеци, цел летен распуст да ги сведете работите. Грешките кои ги направивте да ги исправите, бидејќи временскиот период сега не дозволува промена на екстерното тестирање. Затоа, ние како средношколски пленум го распуштаме кампот и го ставаме во мирување бојкотот, не би ли се свестило образованието и не би ли дозволило негово повторно активирање. А борбата тука не завршува. Ќе продолжи понатаму, затоа што ние тука не ставаме точка, туку запирка. Борбата за подобро и поквалитетно образование не може и не смее да чека и ние тоа како пленум никако нема да го дозволиме. Оно што сакаме да го кажеме е дека со самото започнување на наредната учебна година започнуваме и ние со нови сили и нова надеж. Се со една единствена цел, да еден ден и ние и генерациите кои доаѓаат по нас можеме гордо со кренати глави да изјавиме да, ние сме дел од македонскиот образовен систем. За таа цел пленумот најавува уште побеспоштедна, уште погруба и порадикална борба за доброто на ова наше образование и така ќе продолжи, ќе одиме до крај, се додека не го добиеме она што го сакаме, а тоа е поквалитетно образование, кое за жал во ова недемократско општество не ни е дозволено. Сакаме да им се обратиме директно на надлежните и да им кажеме: имајте ја на ум нашата решителност, бројност и нашата несомнено докажана непоколебливост. Имајте ги на ум овие за нас крајно тешки месеци, кои како бумеранг ви се одбија од главите. И имајте го на ум 1 септември 2015 година и не дозволувајте реприза на периодов кој што измина. Затоа што одговорноста за тоа ќе ја сносите вие и само вие. Имате ли информации што ќе правите сега во врска со пропуштената настава? Како ќе работувате условите? Ќе бараме тоа станува ние да се најдеме компромис со нашите професори. Станува на училиштето? Да, станува на училиштето. Исто така сакам уште да изјавиме. Значи им се заблагодаруваме на сите граѓани, родители, студенти кои безрезервно застанаа за наш и за нашата кауза цело ова време, а доказ за тоа се сите донации и сите потписи кои ние ги собравме тука и бројката на маршовите исто тоа си го докажа. Но уште поважно, повторно им искажуваме поддршката нашите идни сопленумци кумановци, бидејќи во немилите настани во градот Куманово изгоре основното училиште Вук Караџич. Значи, донациите кои ние ги добивме од народот, одат за народот. Тоа е силата на средношколскиот пленум. Ние како средношколски пленум најавуваме присуство во градот Куманово, поддршка не само морална, туку финансиска, целокупната наша финансиска поддршка ќе биде за обнова на основното училиште и со тоа докажуваме дека ние не се бориме само за себе, туку за идните генерации што доаѓаат за подобро образование утре.